Добар ден и добре дојдовте во новиот подкаст Мама, не си сама. И денеска одговараме на едно од прашањата кои што на сите мајки им се вртат во глава, а тоа е како најдобро да се грижиме за нашите малечки. Денешната гостинка ни е доцент доктор Николина Здравевска, педијатар, неонатолог. Добар ден и добре ни дојдовте. Благодарам. Добро ме најдов. Чест ми е да сум дел од овој проект. Доаѓа летото, пролетта веќе некако ни одминува со големите температури кои што ни стигнаа од Африка, па ме интересира кога станува збор за заштита на децата во овој летен период, особено на бебињата и особено на предвремени родените бебиња кои што се запознаваат со надворешниот свет, кој е начинот за да ги заштитиме? Како да ги заштитиме од пеколните температури кои што се најавуваат? Со пеколните температури практично се зголемува и УВ индексот, односно ултравиолетовото зрачење, кое што те штетно влијае на кожата, а инаку кога имаме високи летни температури во летниот период, основно е да доенчињата адекватно се хидрираат, значи да се хранат како што е потребно, да се хидрираат, да се одржува тој внес на течности во плюс, затоа што тука имаме многу голема загуба на течности преку потењето. Така што значи потребни се адекватен внес на млеко, на доење, чести подои. Во првите 6 месеци, Американската академија за педијатрија вели ексклузивно доење и ништо повеќе. Тоа ме интересираше, тоа се препораките, ептен доколку имаме екстремно високи температури, доколку може да се даде, доколку новороденчето, односно доенчето има покачена температура или доколку има некаква инфекција. Во тие случаи се препораките да се дополнително дава вода, инаку се смета дека количината на вода која што ја внесува односно со доењето ние обезбедуваме и адекватен хидричен и адекватен калориски внес, како што му е неопходно за соодветната возраст. Сега, кога имаме навистина топло време, би требало на директна светлина, на директно сонце да не се изложуваат новороденчињата и доенчињата до 1 година. И тоа да биде со заштита, со адекватна облека, која што е памучна, која што е лесна, со капче на глава, во оние периоди кога ултравиолетовото зрачење не е многу високо. Значи, кога имаме најтопол дел од денот, често имаме и препораки и генерално за популацијата, меѓутоа тоа особено важи за овие највулнерабилни новородени и доенчиња. Од 11 до 17 часот, кога имаме највисоки температури и кога имаме најголем индекс на ултравиолетово зрачење. Сега кога станува збор за дома, бидејќи знам дека мајките се грижат на детето да не му е ладно, па и во топлите денови знаат да го преоблечат детето. Почнувам од себе си, бидејќи јас сум таква мајка, секогаш леле да не му е ладно. Што е доволно за детето? Вообичаено детето треба да биде облечено како што сме облечени ние. Така да ништо повеќе не му треба, доколку спие една тенка, памучна пеленка само и ништо повеќе и да биде облечено адекватно како што сме облечени ние. Значи, ние носиме едно парче и тоа ќе носи едно парче, така да ништо повеќе не му треба. Оптимална температура во просториите, во затворени простории е негдека 24-25 степени. Таа е температура која што препорачуваме и во лето и во зима, да не е директно изложено на климата само, на оние климатизери кои што да не дува директно во него и тоа се генерално препораките, а облеката е како што сме облечени ние. Нити чорапи му требаат во летно време, нити капа. Нема потреба за да ние правиме дополнителна загуба со потење на вода. Практично тоа дете склоно е кон дехидрација. Сите механизми за регулирање на метаболизмот на вода се кај него ограничени. Така да тоа се созрева како што созрева новороденото и доенчето и тие дехидратации кои што се јавуваат, било да се од болест, било да се од висока температура, ни се најчести во таа мала возраст, кога компензаторните механизми се ограничени. Како можеме да приметиме дека едно доенче е дехидрирано или е
на пат кон дехидрација. Со оглед на тоа што цело време се трудиме да вршиме подои во овој период, тоа се советите од педиатријата. Да. Уште кога ќе се пуштат од породилиште мајките, треба од страна на неонатолозите и од страна на сестрите кои што работат во неонаталното одделение да се едуцираат за тие да препознаат дека едно дете адекватно се дои понатака. Значи, прво препорачуваме чисти подои, оптимално 8 минимум во период од 24 часа. Понатака да го препознаат она ритмично смукање, голтање, понатака ќе ги следат пелените. Колку пелени мокри имаме после кој постнатален ден и за тоа има правило, 1 до 2 првите денови, понатака 6 до 8 мокри пелени. Ќе го следат типот на столиците каков е и ќе го ја следат целокупната активност на новороденчето и на доенчето. Може едно новородено, односно доенче кое што е гладно да биде вознемирено, меѓутоа како оди тоа подолго време, тоа може да станува и пожолто, и полетаргично, односно позаспано, па и таа дехидратација да не оди со една исклучителна заспаност и со практично неможност да го разбудите вие тоа дете за да го нахраните. Значи, многу е важно да се што ќе мајката примети дека отстапува во однос на тоа што е вообичаено однесување на детето, да консултира стручно лице. Тоа ни е многу важно, за да се направи адекватна навремена проценка. Затоа што сепак таја е 24 сати со детенцето и она е првата што ќе примети дека нешто се случува. Значи, нешто ја отстапува од вообичаеното однесување. Било да е вознемирено, било да е многу плачливо. Особено во првиот месец, понатака веќе рачунам дека има некаква адаптација, дека има некаков ред воспоставен и дека мајката станува поискусна и посвесна за тоа да препознае дека нешто се случува што не е добро. Инаку знаци за дехидратација клинички има многу, меѓутоа колку мајките можат тоа сами да го проценат, основно е да се побара помош, совет да се побара дека во однесувањето на новороденчето е нешто што е невообичаено. Кога станува збор, сега доаѓа период на летни одмори, викенди, поголема изложеност на сонце. Како да се заштити новороденчето од високите UV зраци и дали смее да се користат препарати за заштита од сонце на детската, на бебешката кожа? Да, апсолутно да, тоа е не смее, него мора. Бидејќи наоѓаме многу, пак ќе кажам, митови дека не смее бебето да се мачка со заштитни креми, дека кремите се штетни и мора да се заштити. Како мајка имам одговорност да прашам, мора да се заштити, секако дел од неговото тело би требало да биде изложено на сончева светлина. Тоа е корисно за синтеза на витаминот D во кожата и тоа ни е еден бенефит кој што ќе се акумулира и кој што ќе ни послужи понатака и како депо кога ќе го немаме сонцето. Меѓутоа основно е и да се заштитиме од тие штетни ултравиолетови зраци, пред се поради тоа што имаме намалено количество на меланин во бебешката кожа, намалено создавање на меланин. Многу е важно, значи, да се премачка бебето, значи новороденче, доенче, со заштитна крема која што содржи фактор заштитен и од УВА и од УВБ, односно и од ултравиолетови А и од ултравиолетови Б зраци. Тоа се зраци со различна бранова должина кои што штетно влијаат на кожата и сите тие кои што се детски колекции со висок фактор на заштита. Препораките препорачуваат во детска возраст минимум 20 да е тој заштитен фактор и повисоки. Знаеме ние дека сите козметики кои што се со UV заштита за детска возраст се со многу висок фактор за заштита. Еден голем дел од нив се водоотпорни кои што овозможуваат па и една безгрижна игра доколку е на некое летување детенцето, за да тоа мислам не се одмива со влегување во вода. Така што задолжително е и при прошетки во парк и при пролетното сонце секогаш кога имаме висок UV индекс да биде намачкано со заштитна крема која што содржи SPF, Sun Protection Factor и за UVA и за UVB зраците.
Сега во различните препарати имаме различни хемиски, механички фактори, сите тие си имаат своји бенефити. Може ли некој препарат несоодветен препарат за детската кожа да предизвика некакви реакции? Може да предизвика реакции, да, доколку е несоодветно одбран или доколку е нешто што содржи агресивни средства во него. Конкретно не мора да е тој sun protective factor, значи не мора да е заштитен крем за сонце, него било која козметика може да предизвика иритации на бебешката кожа, кои што можат да варираат од лесно црвенило па до комплетни ерозии на кожата, значи да изгледа буквално како да е попарено тоа новородено, односно доенче. Секогаш треба да се внимава, што се нанесува на таа бебешка кожа, односно треба да ги гледаме декларациите, да нема во составот алергени продукти, да е сето тоа поминато низ многобројните клинички тестирања и да е безбедно, значи да нема сапуни, да нема вештачки бои, да нема парфеми. Многу често на препаратите читаме pH вредност. Сега мене ме интересира кога се формира pH вредноста. Кога почнува да се формира pH вредноста на кожата кај бебето? pH вредноста значи една така разбирливо кажано, тоа ни е одраз на тоа дали е нешто кисело или е нешто алкално. Или се мери на скала од 0 до 14, 7 ни е неутралната, така што pH има на сето е активност на водородните иони во воден раствор. И едно новороденче си се раѓа со своја pH, која што е различна, односно тоа е во интраутерината средина изложено на алкална амнионска течност, така што површината на неговата кожа е алкална, односно неутрална до алкална, а додека ние сите имаме една слабо кисела pH на кожата, значи тој процес на закиселување и тоа е една физиологија и тоа представува една матурација која што се случува во првата година и тука се вклучени бројни фактори, ензими, создавање на лактати од лојни плотни жлезди, меѓутоа таа кисела средина која што ја имаме ние на кожата од 4,5 до 5,5 слабо кисела, практично ни представува исто така една бариера за навлегување на разни хемиски агенси, контрола на пропустливоста на кожата, контрола на размножувањето на бактериите, тие не можат да се размножуваат на кисела средина, додека едно новороденче кое што има неутрална и слабо базна е многу посклоно кон оштетување на кожата, кон сува кожа, кон кожа која што се лупи, сето тоа е физиологија. И затоа, значи првично кога ги бираме средствата за нега на кожа, гледаме да се тие со неутрално pH, а понатака се користат оние кои што имаат благо кисела кожа, како што оди физиологијата на бебешката кожа, односно таа ацидификација или закиселување, кое што представува практично една бариерна матурација. Дали во летниот период бебињата треба почесто да се бањаат или тоа не е зависно со времето? Во летниот период може почесто да се бањаат, апсолутно да. Инаку препораките за бањање од УНИЦЕФ и од Светска здравствена организација велат 3 пати неделно. Сега во наши услови, ние бебињата се бањаат и во зимскиот период, тоа е еден ритуал, тоа е едно задоволство во кое што ужива целото семејство и тоа не е лошо апсолутно, меѓутоа треба да се внимава после тоа да не се отстрани хидролипидниот слој, односно се мачкаат со емолиентни креми понатака кои што ќе ја надоместуваат таа влажност која што ние ја отстрануваме до негдека со бањањето. Инаку во летен период, во зимскиот период треба да сме повнимателни заради губење на телесна температура, склоност кон оладување на новороденчето. Тука треба да сме малку повнимателни. Во летниот период апсолутно е попрепорачливо, може и да оди тоа бањање секој ден без никаков проблем, мислам. Само што треба да се кожата после тоа мачка со хидратантни креми, нешто што ќе го одржи тој хидролипиден слој и што ќе обезбеди адекватна заштита на кожата, што е нејзината функција практично. Ви благодарам што денеска бевте дел од подкастот Мама не си сама и што им помогнавте на многу мајки. Благодарам. Се гледаме во наредната епизода на Мама не си сама.